Јас ќе ви го кажам моето мислење. Во Фудбалската федерација има место за секого. Посебно има место за големите имиња кои што оставиле трага во македонскиот фудбал. Сега понекогаш може некој да се наљути, меѓутоа јас сум секогаш директен, Боше, ти ме знаеш. Нормално да се направат промени ако е некој на една позиција 15-20 години. Нема тука љутење. Секој со своето знаење и со своите идеи може да е голем допринос. Релација, мојот однос е феноменално супер коректен. И треба да има промени после толкав период. И ако сакате и со имиња, ќе директен ќе кажам, ја никогаш немам причина затоа што секогаш сум директен, намерите ми се коректни, ја немам задни намери кон некого. Ја не ги влечам потеците бидејќи некој не ми се допаѓа. Јас ги влечам, седнам, размислувам и мислам дека треба да направам промена во некој домен. Јас имам место и за Дарко, имам место и за Никол Черновески, имам разговарано со луѓе. Сега доаѓаме до проблем кој каде се гледа. Затоа што нема место за сите на топ функции. Јас сакам да сите ние бидеме тим. Кога сме сите ние тим, многу лесно иде на работата напред. Сега, дали се на прво место примањата, дали мора да имаме јасна слика кој што како размислува и кој каде себе се гледа. Најдовски го знам од времето кога бев член управен одбор, или Најдовски мислам дека беше тоаш краток период спортски директор, кога Джиджи беше селектор, ако се сеќам, Дарко. Да, беше во Па федерација. даде оставка после. Да, беше во федерација, беше во федерацијата. Но имаме сите супер коректна релација, Пандев го знам што би се рекло од дете, од тие кадетски денови, секоја супер релација сме имале. Гоце Христоф исто го знам, Агим Ибраими, сите се они позитивни момци кои што се реализирани, кои што секој на свој начин работи за доброто. Саши Милошевски е сега кооптиран, со Никол Черновевски имав разговор, пак би разговарал. Игор Митревски е директор на репрезентација до 21 година. Да. Јас само имам една линија која што сакам сите да ја знаат кога работиме. Не може во федерацијата и во работата со младите категории да биде инволвирано и менаџерството. Затоа што тогаш више доаѓаме до субјективно носење на одлуките, Дарко. Апсолутно. Нашиот проблем во младите селекции беше, јас сум убеден, некоректниот избор на играчи во кои што треба да играат. Ние многу деца откажавме затоа што не беа повикувани, а заслужуваа да бидат Попаѓале на повикувани. притисоци разноразни. Јас немам проблем. Македонската фудбалска федерација е отворена, и Дарко Панчев е добро дојден, и сите други имиња кои што оставиле трага, да седнеме, да разговараме, секој да даде своја идеја. На крајот на криштата државата е наша, репрезентацијата е наша, заедничка. Пред неколку дена испив кафе со еден избарди, феноменално поминав. Значи, мене ми се допаѓа како денеска размислуваат овие играчи. Ние постарите треба да ја видиме поддршка. Еве го Илија Најдовски сега со репрезентацијата. Тој човек може само позитивно да донесе во атмосферата, во совет. Илија Најдовски е доволно да го прегне, да му даде совет на играчот, да го храбри. На крајот на криштата, тоа е тоа. Доволно е да го гледаат. Доволно е тука. Јас немам некои амбиции моментов, ама вака со совети, со разговори, секојаш ќе бидам Во отворен. секое време со секого. Затоа што моите размислувања се секојаш позитивни за напредок, за добри резултати. Пресинг со Дарко Панчев.